Здрава, јас сум Андреја. И јас сум Софија. Ние 8 години учиме во училиштето Блажа Коевски и 3 од нив сме жртви на сајбербулинг. Секогаш ми сакале да бидеме инфлуенсери, но кога почнавме да постираме видеа, добивме голем број на негативни коментари. Тие коментари беа кидери сте, дебели сте, грди сте, никогаш нема да успеете во животот и соучениците наставаа сами, не понижуваа и не навредуваа. Секој ден плачејќи се враќавме дома. Нашите родители приметија дека нешто не е во ред. Тие разговараа со ученичниот психолог. И следниот ден беше како ништо не се случило. И тие зборови се секогаш остануваат рана во нашето срце. Здраво, јас сум Матеја Гушева, ученик од Основното училиште Блаже Коевски во општина Аеродром. Денеска, заедно со моите соученици, Јана Филиповска, Ана Матева, Калина Аврамовска, ви приготвиме проект при кој што ќе ја искажеме свеста за безбеден интернет и заштита на сајбербулинг. Затоа во овој документарец ќе зборуваме за тоа како да бидеме побезбедни онлайн и како да препознаеме кога некој врши сајбербулинг. Интернетот денес е многу важен дел од нашиот живот, но понекогаш може да биде и опасен ако не внимаваме како го користиме. Нашата цел е да потсетиме дека интернетот треба да биде место за почит, поддршка и пријателство, а не место за навреди и омраза. Сега ќе преминеме на првата активност, која е анкета на наставници и ученици. Моментално се наоѓаме со мојот соученик Јована, па да премине на наредните прашања. Дали некогаш некој те навредувал или смејувал на социјалните мрежи? Јас можам да кажам дека прилично не сум активна на социјалните мрежи, затоа не сум била до сега жртва на тоа и не би сакала да бидам. Дали знаеш на кого можеш да му се обратиш ако станеш жртва на сајбербулинг? Јас мислам дека сите ние може да се обратиме на нашите блиски, а пример за мене е мојата сестра. Дали користиш иста лозинка за сите твои профили? Не, јас не користам иста лозинка, ја користам различни лозинки, бидејќи сакам да имам повеќе безбедност на моите социјални мрежи. Денеска сме тука со Сара и ќе им поставиме неколку прашања. Што треба да направиш ако некој ти праќа чудни и вознемирувачки пораки? Јас не би му вратила на тие чудни пораки, туку би прашала повозрасен да ми помогне што да правам. Како треба да реагираш ако некој ти бара лични фотографии? Јас би го блокирала на социјалните мрежи за да нема пристап до мене. Како мислиш дека би изгледал интернетот без навреди и негативности? Сите би се чувствувале побезбедни и би биле отворени едни спрема други. Моментално се наоѓаме со нашиот училишен психолог Александра Арсовска-Белчовска, каде што ќе збориме на темата безбедноста на интернетот. Дали некогаш сте се соочиле со случај на сајбернасилство поврзан со ученик-ученици? Добар ден, ви благодарам што ја потикнав тоа многу важна тема. Сум имала таков случај на сајбернасилство, за жал, меѓутоа од друга страна добро беше тоа што после разговорите се извлекоа одредени поуки и се свати тежината на целиот тој случај, така да после тоа не беше повторено. Дали мислите дека учениците доволно знаат што представува сајбернасилство? Да.
Одлично прашање. Токму поради тоа и повеќе од работилниците кои што јас ги спроведувам во училиштево тука се токму на темата насилство, кој што го опфаќа и сајбер насилството, бидејќи некои не се свесни, нели, за тоа дека постои сајбер насилство и што тоа значи, што представува. Иако кај нив предизвикува одреден вид на нелагодност, можеби на нервоза, чувство на непријатност и така натаму, токму затоа се овие работилници за да знаат да го препознаат, да реагираат и на кого да се обратат доколку има таков вид на насилство, односно сајбер насилство. Дали сметате дека сајбер насилството е подеднакво сериозно како и физичкото насилство? Секако, да, дури можеби многу повеќе од сето тоа, иако не би требало да се прави некоја споредба, меѓутоа сајбер насилството остава многу траги во психата на самата личност, кое што и е многу потешко за препознавање, нели, во споредба со физичкото насилство, иако може да се, нели, препознае, меѓутоа не толку директно и не толку лесно како физичкото насилство. Дали мислите дека училиштето треба да има тим за дигитална безбедност? Да, училиштето има тим за превенција од било каков вид на насилство, што вклучува и дигиталната безбедност. И тоа е според правилникот, нели, за превенција на насилство, кој што ние го имаме како интерен правилник во училиште и кој што ни е дадено по насоки на Министерството за образование и наука. Кои практични мерки би ги предложиле да се воведат во училиштето за намалување на сајбер насилството? Така, да, и ова е одлично прашање, веќе се спроведуваат тие мерки во училиштето, со тоа што една од мерките е, нели, упаството, односно забраната за користење на мобилни уреди за време на престојот во училиште, а исто бидејќи сајбер насилството најчесто се одвива, нели, кога сте надвор од училиште, значи во вашето приватно време. Токму затоа се и овие активности ние што ги правиме, значи еве јас како училишен психолог, заедно со вас како ученици, значи тие работилници, каде што се дискутираат на овие теми, за малку да се подигне свесноста за тоа што е сајбер насилство, како да се заштитиме и оние кои што го прават, нели, да ја сватат тежината на сајбер насилството и последиците за нив лично, нели, за да нема понатаму таков вид на насилство. Во ред, ви благодариме. Моментално тука сме со Јована. Дали би можело да ни кажеш што значува поимот фишинг? Поимот фишинг е вид на интернет измама која се случува кога некој се обидува да ти ги земе твоите лозинки и лични податоци и така. И според тебе што значи да си безбеден на интернет? Според мене безбедноста на интернет е кога си ги заштитуваш себе и своите лозинки и лични уреди од вируси и лажни профили. Во ред, ти благодарам. Добар ден, денеска сме тука со Јана Зазоровска и ќе ја поставиме неколку прашања. Какви видови информации не треба да ги објавуваме на социјалните мрежи? Па ја мислам дека не треба да се објавува школата каде што учиме, локации и општи работи што се поприватни за тебе. Кои видови лозинка се најбезбедни? Па најбезбедни лозинки се со поише знаци, бројки и букви, каде што не можат сите баш да го погодат. Дали треба да прифаќаш барање на непознати луѓе? Па ја мислам дека не, затоа што не му ги знаеш годините и неговите намери со тебе. Здраво, јас сум со Бисера Василевска. И сега ќе прашам неколку прашања на тема сајбербулинг и безбедност на интернет. Сега, дали некогаш си била сведок на навреди или малтретирање на интернетот? Јас често сум сведок на навредување на интернетот, но не учествувам во тоа. Добро, а дали мислиш дека сајбер насилството е сериозен проблем кај младите? Да, бидејќи тоа може да уништи самодовербата кај некој и да направи травма кај детето. Да, а колку често ја менуваш ти твојата лозинка? Па не ја менувам многу често. А па, за да бидеш безбедна на интернетот, треба се почесто да ја менуваш. Во ред, фала ти за советот. Нема проблем. А да преминеме на редните прашања. Здраво, дали може да ви поставам неколку прашања? Да, секако. Најпрво, како се викате? Јас сум Мила. Јас сум Ана. Во ред. Мила, за тебе прашање, како би реагирала ако видиш дека некој станува жртва на сајбербулинг? Јас прво би се зачудела зашто тие го прават тоа и пробала некако да го спречам и да му дадам совет да каже на повозрасните или на некој за да му помогне. Во ред. Мила, дали твојата лозинка содржи бројки или некои специфични знаци? Мојата лозинка ги содржи двете за поголема безбедност.
Како може да помогнеме да има помалку сајбербулинг? Треба да кренеме глас и да им кажеме на повозрасните и да се советуваме едни меѓу други. Во ред, ти благодарам. Ана, дали некој споделил твоја приватна фотографија, видео или порака на социјалните мрежи? За сега, никоја моја приватна слика или порака не била објавена на интернетот и се надевам дека ќе остана така. Дали мислиш дека училиштето повеќе треба да има предавања за дигитална безбедност? Се разбира, и исто така мислам дека многу деца ќе се согласат со мојот одговор. Во ред, ви благодарам. Добар ден, денеска сме со наставничката Марија Костовска, која што предава македонски јазик во основното училиште Блажа Коневски. Сега ќе преминеме на следните прашања. Дали вие сметате дека сајбернасилството е подеднакво сериозно како и физичкото насилство? Секако дека сметам, дури во една рака мислам дека сајбернасилството можеби е малце поопасно, бидејќи може да се случува 24 часа. Нема надгледување од родител, нема надгледување од, да речеме, од повозрасна личност, а при тоа сајбернасилството многу малце се знае за него и за сајбербулингот. И сметам дека исто така дека треба многу да се работи на таа тема. Ние имаме и секако и семинари и на нашите, ајде да кажеме, часови по деленска заедница, зборуваме со дечињата, зборуваме и на часовите по македонски јазик за сајбернасилството, но сметам дека таа тема треба доправа да се разработи и многу да се внимава. Како наставник, како реагирате кога ќе дознаете дека некој ученик е жртва на сајбербулинг? Секако, не ми е убаво зашто ние сите ученици си ги чувствуваме како своји. Пред се разговарам со него. Ако е во можност да го блокира профилот. Се што има можеби скриншот, направено скриншот од разговорите претходно кои што ги направил, да се пријават на соодветно место, дали во училиште си има и нели. И имаме и за сајбернасилство имаме и одредени институции, и МВР се занимава со тоа, значи да се унесат унаму каде што треба. Меѓутоа треба на тоа дете и многу емоционална поддршка. Многу поддршка од семејството и од нас, и од наставниците, и од сите оние кои што соработуваме со тоа детенце. Да не ги сваќа лично тие навреди, позади тој профил може да стои било кој. Се крие идентитетот, се крие личноста, се кријат сите оние кои што всушност тие се можеби личности кои што не вредат, ајде да кажеме, во реален живот ни пет пари, а тие се оние кои што критикуваат. Да не си ги сваќа навредите лично, а во меѓувреме да внимава како со нисо на социјалните мрежи, да си направи профил, не мора да става слика, нека се комуницира со неколку дечиња во кој што е сигурен или е сигурна, нека се комуницира со луѓе што ги познава, па дури и со на луѓе кои што им верува. Денес како се пуштиш да имаш 1000, 2000, 3000 пријатели, верувајте дека еден од нив да се најде, да ве навредува, тоа е веќе сајбернасилство. Секако поддршка за таквите дечиња, тука сме секогаш што работуваме, зборуваме многу на часовите и гледаме тоа да е намалено, но сепак зависи од учениците колку ќе се дозволат со профилот. А дали учениците често користат мобилни телефони или социјални мрежи за време на вашите часови? Не, затоа што прво не е дозволено, друго не ми требаат мобилни телефони, стварно на приметот македонски јазик. Да ми требаат од некоја причина, можеби нешто кога истражуваме, тогаш да би истражиле за некој можеби автор, за некој настан, за нешто, меѓутоа тука ни се смарт таблите, тука ни интернетот. На вистина, искрена да бидам, мобилни телефони не се употребуваат. Па и нели сега имаме и нова забрана од пред начелани беше донесена, нели ги заклучувавме мобилните телефони и сето тоа. И да не се заклучуваат, ние пак ќе најдеме начин како да не се употребуваат за време на часовите. Само им го одземаат вниманието, а некои па се и зависници од мобилните телефони. Тука е проблемот. Не мора да значи дека ќе бидат на некоја социјална мрежа или на некоја користат некоја апликација, доволно е да играат некоја игра, а децата малце стануваат пораздразливи, стануваат малце и понервозни, и тоа сето тоа ќе пречи во текот на часот. Така да, пак кажам, часовите по македонски јазик исклучително се предава, исклучително се зборува. За тоа сме тука, секако и да помогнеме, но телефони да не се користат никако на наставата. На било кој
предмет, меѓутоа еве конкретно за македонски јазик не употребувам мобилни телефони, освен ако не треба нешто во поглед на наставата. Здраво, јас сум Со. Петар Чековски. И денеска ќе збориме на темата сајбер насилство и безбедност на интернетот. Петар, што би направил ти ако некој ти прати навредлива порака? Прво нешто што би го направил е би пријавил на родител, а ако тоа се случи во училиште, веднаш би пријавил на класен раководител или во служба. Добро, а дали мислиш дека треба да има построги правила за однесување на интернетот? Да, мислам дека треба да има построги правила, бидејќи не секој се однесува со добра намера на интернетот. Да, а колку често гледаш навредливи коментари кон други луѓе? Јас сум сведок многу често на такви коментари и мислам дека треба да има секако строги правила и секој да се однесува многу повнимателно на интернетот. Океј, благодарам. Здраво, јас сум Ана и денеска ќе ги интервјуираме Ема Филиповска и Милена Новеска. Многу помали деца денеска секојдневно го користат интернетот. Како мислиш дека лошите коментари влијаат врз нив? Влијаат лошо бидејќи го попречуваат растот на децата. Дали мислиш дека сајбербулингот е исто така опасен како и физичкиот булинг? Да, сајбербулингот е исто така опасен како физичкиот, бидејќи исто така може да напишат на коментар дека може да ги претепаат и нешто слично. Ти благодарам. Тука сме со наставничката по музичко образование, Маја Груевска. Дали би можеле да ви поставиме неколку прашања поврзани со безбедноста на интернет и сајбербулингот? Секако, повелете. За прво прашање би сакала да ве прашам колку е распространет сајбербулингот меѓу учениците и дали некогаш сте биле сведок? Лично искуство немам, бидејќи сметам прво дека учениците не треба се уште да користат социјални мрежи, бидејќи на социјалните мрежи има многу неточни информации, лажни вести, лажни медиуми, и сепак треба да има некоја контрола и надзор од родителите и од повозрасни членови, наставници и слично. Но сепак мислам дека општо сајбербулингот е доста застапен во нашиот социјален живот. Бидејќи знам многу возрастни кои што коментираат лоши коментари, кои што навредуваат и така натаму, и сметам дека децата треба да се заштитат од тоа. За второто прашање би сакала да го поврзам периодот со короната. Кога вие им дававте задачи на учениците, дали приметивте некој несооднос меѓу нив и навреди преку коментари и слично? Бидејќи самиот предмет музичко образование има вклучено практична настава каде што децата свират и пеат, понекогаш се случува некои од децата да се исмеваат или да се смеат на децата кои што пеат или свират, иако тоа не е смешно, некогаш и многу убаво, ама од тоа што не го почитуваат како момент се исмеваат и јас нормално дека ги опоменувам и им кажувам дека не смеат тоа да го прават, бидејќи не е добро. Инаку самиот предмет е позитивен и често за среќа сме немале такви моменти на часовите. И за третото последното прашање би сакала да ве прашам што мислите која е улогата на наставниците за да стават стоп на сајбербулингот? Ние како наставници нормално треба да зборуваме со учениците за влијанието на медиумите, за сајбер насилството, за булингот и така натаму, и да пробаме колку можеме да ги заштитиме. Не можеме сега да ги заштитиме конкретно кога тие се присутни на медиумите, но барем да ги заштитиме од аспект да знаат кои вести да ги читаат, што да прават, например, дали да подлегнуваат под секој барање и под секои коментари кои што, например, се наменети за нив. Со зборување и со посебни часови обука може да се влијае и во училиштето, со сајбер насилството. Во ред, ви благодариме. Здраво, сега ќе направиме анкета со Мила Спасова на тема сајбербулинг и заштита на интернетот. Мила, дали мислиш дека блокирањето на профилот е доволна заштита од сајбербулинг? Јас мислам не, бидејќи првен треба да се каже на родителите, а после исто на апликацијата може да се пријави таа личност, и исто има и државна служба која што исто таму може да се пријави. Добро, а според тебе, кои се тие мерки што може ние на кои може да кажеме?
Па родителите или тие што му веруваме. Добро. А колку се чувствуваш ти безбедно на интернетот денеска? Па денеска се чувствам безбедно, бидејќи не ми се десило ништо. Супер. Ајде преминеме на наредните прашања. Здраво, дали може да ни се представиш? Здраво, јас сум Филип. Филип, дали мислиш дека младите се доволно свесни за опасноста што имаме на интернет? Да, ја мислам дека младите се доволно свесни за опасноста на интернет. Што мислиш? Дали треба да разговараме повеќе на оваа тема за безбедноста на младите? Да, ја мислам дека треба да се разговара со стручна служба, со родителите, за да имаме безбедност. Дали споделуваш лозинки со пријатели или семејството? Јас споделувам со моето семејство за да имам поголема безбедност, но со пријателите не. Во денешно време, кога најголемиот дел од информациите ги добиваме преку интернетот, социјалните мрежи и медиумите, се потешко станува да се разликува вистината од лагата. Тука се појавуваат две многу важни поими – мисинформација и малинформација. Мисинформации се лажни или неточни информации што се шират без лоша намера. Например, некој може да сподели неточна вест затоа што мисли дека е вистина без да го провери тоа. Тоа е мисинформација, бидејќи некој ја споделил без намера да наштети, но секак предизвика забуна. Од друга страна, малинформации се вистински информации, но споделени со цел да му наштетат некому. Например, ако некој објави приватни пораки, лични фотографии или вистински податок за нечiji живот со цел да го посрамоти, тоа е малинформација. Информацијата е точна, но е прикачена со цел да посрамоти некој. За да се заштитиме, мора да бидеме ние медиумски писмени. Тоа значи да проверуваме извори, да не веруваме на се што читаме и да размислуваме пред да споделиме нешто. Денеска, повеќе од кога било, секој од нас има одговорност да не биде дел од ширењето на лажни или штетни информации. Дали мисинформациите може да бидат подеднакво опасни како малинформациите? Да, бидејќи иако мисинформациите не се споделуваат со лоша намера, тие сепак може да предизвикаат штета. Луѓето можат да поверуваат во нив и да донесат погрешни одлуки, например за здравје, политика или безбедност. Кој треба да преземе одговорност за ширење на лажни информации? Медиумите, платформите или самите граѓани? Па, сите имаат дел од одговорноста. Медиумите треба да проверуваат факти, платформите треба да имаат системи на проверување, а граѓаните треба да размислат пред да споделат нешто што не е проверено. Дали мислиш дека е можно целосно да се искоренат мисинформациите од интернетот? Па, веројатно не е целосно, бидејќи интернетот е огромен и отворен за сите, но можеме да го намалиме нивното влијание ако сите станеме повнимателни, критички размислуваме и ги проверуваме изворите. Дали мислиш дека училиштето треба да поведат предмет за препознавање на мисинформација и малинформација? Да, затоа што младите најчесто користат интернет и социјални мрежи. Ако научат како да ги препознаваат лажните вести и манипулациите, ќе бидат подобро подготвени да се заштитат. Кои знаци покажуваат дека една вест може би е мисинформација? Па неколку се сензационален наслов, нема автор, нема проверен извор, користи емоционален јазик или се шири само преку социјалните мрежи. Ајде заедно да го запреме сајбербулингот. Сајбербулингот е кога некој намерно повредува друг преку интернет, преку пораки, коментари, видеа или фотографии. Навидум е само онлайн, но последиците се многу реални. Навредите, понижувањата и ширењето лажни информации можат длабоко да повредат, да остават траги што не се гледаат, но се чувствуваат секојдневно. Како да се заштитиме? Некој од начините да се заштитиме од сајбербулингот е: не споделувај лични информации, фотографии, лозинки, адреси или приватни разговори. Постави приватност на твоите профили. Не мора сите да гледаат се што објавуваш. Не одговарај на навредите, тоа само им дава сила на булинг сторителите. Зачувај докази, направи слика или зачувај порака. Пријави го насилството, не социјалната мрежа, кај наставникот, родител или полиција. Во училиштето, во групните разговори, во коментарите, секој од нас има одговорност. Ако гледаме како некој е навредувач, а му учиме, тогаш му дозволуваме на булингот да продолжи. Но ако застанеме, ако кажеме доволно е, тогаш правиме промена. Тишината го храни булингот.
Тишината го храни булингот, гласот го запира и секогаш има некој што ќе те скушне ако зборуваш. Втората активност е делење флаери на нашите соученици. Добар ден! Добар ден! Сакам да ве прашам дали можам да поделам флаери за против сајбер насилство и за безбедноста на интернетот? Да, повелете, ајде. Но ние за таа тема сме зборувале и тоа е многу значајна тема. И драго ми е дека еве во нашето училиште ќе ја поделиме средства, ќе им поделите на учениците, еве можете да ги покажете, деца да ги свртите, вашите флаери да си ги прочитате. Што е тоа зашто ќе ве подучат вашите другарчки и другарчиња, како може да ја подигнеме свесноста за безбедност на интернет и како можеме да придонесеме да вие бидете повеќе заштитени, да се однесувате културно, да се однесувате безбедно на интернет, да не оставате лични податоци, да имате свест за тоа што е медиумската култура, што е тоа медиум или воопшто. Тука во флаерите имате воопшто и за социјалните медиуми. Тие се најекспонирани деца и највеќе подложени на тоа сајбер насилство. Самите треба да знаете дека во рамките на тоа сајбер насилство спаѓа секој однесување кое е говор на образа, каде што користиме зборови кои се недолични, каде што навредуваме, повредуваме некого без да го знаеме. Нели, основно правило на однесување онлайн или на интернет е да бидеме чувствителни, дека зад машината, зад компјутерот се крие исто живо суштество, тоа го учиме по етика, така, лани мислам се сеќавате, дека зад секој освен нели некои профили лажни, меѓутоа ретки се тие и тоа се препознава, можеби. И тоа е интересно, дали знаете да препознаете, но оваа важна тема е важно да се зборува и да се подигне вашиот праг на знаење и ниво на знаење за безбедноста на интернетот. Многу често деца, покрај тие навреди и тоа сајбербулинг што го викаме, ставање фотографии монтирани, правење и смевање со луѓе и така натаму, кои не ги познаваме, а можеме и самите да бидеме жртви на тоа. Многу често се крие, нели, се кријат лажни профили, луѓе кои намерно демнат на тој интернет да добијат податоци, да користат поготово децата. И треба да сте многу внимателни, да проверувате секогаш родителот да има контрола врз вашиот врз вашиот профил на социјалните мрежи, да може да пристапи, да види, да споделувате со родителот, вие сте сепак малолетни, иако сте на граница кога можете, нели со 13, со колку години може да се одржи, да се формира профил? Со 13, така? Мислам дека со 13 може, нели? Со 13 години веќе може, така да некои од вас веќе имаат може до 13 и може да го создадат својот профил, но сепак родителот треба да има контрола. Второ, деца, секоја информација што ја читате не е точна. Информациите треба да ги проверувате. Има неколку сајтови, ние тоа ќе го напишеме, кои се сајтови кои може да ги користите за проверка на информација, на некоја вест. Исто така има и за проверка на фотографии. Значи, не секоја фотографија е точна на интернет, многу често се монтирани, многу често се лажни. Не веруваме во секоја вест што ќе ја чуеме, не веруваме во секоја информација. Треба добро да провериме од неколку извори кои ни се нас релевантни, што мислиме дека се сериозни. Дали тоа кој го споделил, да не учествуваме деца во споделување на лажни вести. Лажните вести може да бидат вознемирувачки, може да бидат стварно травматични за деца и за цели семејства. Затоа што во нив може да има навистина повредувачки момент, да луѓето се чувствуваат, нели, личноста им ја повредувате приватноста и тоа нема никој право да го прави. Колку и да е некој експониран во јавноста, никој нема право да го повредува, навредува, да измислува, некогаш се тотално измислени информации, значи тотално измислени само за да му наштетат на некој човек, личност, семејство, институција може да биде.
Така да треба деца секогаш внимателно да ги земате во предвид и точно за тоа ви се овие летоци или флаери, за да можете да прочитате, да сте свесни да не го правите тоа и кога има нешто такво да пријавите. Ако некој кон вас или во некоја група каде што членувате се однесува на тој начин, треба да се пријави, треба да се реагира децата, не се остави добро, ова сега не е за мене, ми е гајле. Значи не е така. Кога некој е жртва на тоа насилство, дали е вербално, што онлайн претежно е вербално, може да биде физичко насилство, така? Не е директен контакт, туку е виртуелен. Значи, треба секогаш деца да реагираме, да не го премолчиме моментот дека некој девојче може би е намерно ставено во контекст да му се исмеваат, или машко, или за физички изглед, или за било која карактеристика на човек. Фала ви многу, девојчиња. Фала нас. Сайбербулинг представува форма на насилство која се случува преку интернетот и дигиталните уреди, како телефоните, компјутерите и таблетите. Тоа е намерно и повторувано однесување со кое едно лице се обидува да повреди, навреди или понижи друго лице користејќи дигитални средства. Овој вид насилство најчесто се појавува на социјалните мрежи преку пораки, коментари, фотографии или видеа. Иако не се случува лице в лице, последиците од сајбербулингот можат да бидат многу сериозни. Жртвите често чувствуваат тага, страв, срам или губење самодоверба. Сајбербулингот е опасен затоа што може многу брзо да се прошири и да стигне до многу луѓе. Сликите и пораките што еднаш ќе се објават на интернетот е тешко да се избришат. Затоа е важно сите да бидеме внимателни како се однесуваме онлайн и да покажеме почит кон другите. Во денешно време, интернетот е дел од нашето секојдневие. Не го користиме за учење, комуникација, забава, па дури за работа. Но, колку тој ни носи придобивки, толку ни носи и бројни опасности. Нашите фотографии, лични податоци, лозинки може да бидат злоупотребени доколку не внимаваме. Во овој документарен филм ќе зборуваме за како да бидеме безбедни на интернет и како секој од нас може да биде заштитен. Какви видови на опасности постојат? Постојат многу видови на опасности, но некои од најчестите се фишингот. Кога некој се представува да биде банка или некоја компанија која ќе ти бара лозинка или бројна картичка. Тоа се обично некои пораки или мејлови што изгледаат доста вистински. Кражба на податоци. Хакерите можат да влезат во твојата сметка ако користиш некои послаби лозинки или ако ја користиш истата лозинка на повеќе места. Лажни профили и измами. Луѓе што се представуваат како некој друг за да стекнат твојата доверба, а потоа да те измамат. Сајбербулинг, кога некој навредува преку интернет, се заканува или шири лаги за некого. Ова најчесто се случува на социјалните мрежи. Зависност од интернет. Кога премногу време се поминува онлайн, се заборава на учење, сон и вистинските пријатели. Како да препознаеш опасноста интернетот? Секогаш, кога добиваш порака што звучи сомнително, например, освој награда, кликни тука или твојата банка бара да ја потврдиш лозинката, тоа најверојатно е лажна порака. Важно е да бидеш внимателен, да прашаш некој возрасен или стручњак, ако сигурен.
За нашата трета и последна активност ќе снимаме интервју со нашиот специјален гостин, односно Александар Динев. Александар, здраво, дали може да ни се представиш најпрв? Здраво, јас сум Александар Динев, јас сум контент креатор и инфлуенсер и снимам интересни видеа на социјалните мрежи. Многу ни е мило, Александар. Сакам да те прашам што те мотивираше да дојдеш и да станеш дел од овој проект за сајбер малтретирање, што е? Јас, затоа што сум цело време на интернетот и објавувам видеа, нормално многу луѓе ми коментираат доста работи и многу често сум бил жртва на сајбербулинг и сајбер насилство. И сметам дека е важна тема на која што треба да зборуваме константно и многу ми е драго што вие го правите тоа и драго ми е што ме поканивте за заедно да зборуваме на оваа тема, затоа што сметам дека не само што е важна за мене, туку и за сите кои што можеби и не снимаат видеа на социјални мрежи, а добиваат сајбербулинг од школски, од други другарчиња и така натаму. Да. Денешните генерации, деца да кажеме, поминуваат многу време онлайн. Дали мислите дека тоа им повеќе им носи корист или не штета некоја? Мислам дека ако има баланс, се е во ред, затоа што ако премногу седиме на социјалните мрежи, мислам дека не е здраво за нас, а ако воопшто не седиме на социјалните мрежи, некако сега времето ни е така напредна технологија, сите се по интернетот, многу работи можеш да пропуштиш, дури и за училиште, верувам дека комуницирате вие на интернет, се допишувате за домашна задача и така натаму и многу полесно е и да се слушнете со родителите и така натаму. Така што сметам дека е убаво да се има баланс. Јас, например, се ставив тайм лимит и на ден седам по саат и пол на социјални мрежи, не си дозволам повеќе од тоа, затоа што сметам дека можам остатокот од времето да го поминам со моите сакани, да правам некој хоби и така натаму. Александар, дали можеш да ни кажеш како некој може да забележи дека станува жртва на сајбер малтретирање или булинг? Сметам дека било кој коментар, порака или било што и да, што ви носи немир и ве тера да се чувствувате лошо за себе и гледате дека нешто е со навредлива намера, како например некој да коментира некои грди зборови насочени кон тебе и така натаму, тоа е веќе знак дека сте жртва на сајбер насилство, затоа што се што е навреда на некој начин е сајбербулинг. Супер, сега ќе премине на следните прашања. Според вас, колку е важно да се користат силни лозинки? Силни лозинки? Многу паметно, затоа што мене неколку пати ми имаат влезено во профил. И тоа воопшто не е добро, затоа што може некој да ви ги украде дали сликите што ги имате на телефон или на социјални мрежи, дали пораки што сте разминувале со другарчиња, фамилија и така натаму, или пак во ваше име да коментира на некому нешто лошо. Например, некој може да влезе во мојот профил и да биде Александар Динев и да коментира на тебе лоши коментари, иако не сум јас тоа, некој што ми го хакнал профилот. Така што сметам дека е многу важно да бидат дури подолги, а и за секоја социјална мрежа да бидат различни. Затоа што веројатноста некој да го погоди пасвордот или да хакне пасвордот на една платформа, и ако го искористи истиот пасворд и на другата платформа, веднаш има достап до сите платформи кои што се со истиот тој пасворд. Да, а што според вас е најопасната форма на сајбербулинг? Кога тој сајбербулинг доаѓа со закани, кога сторителот на булингот се заканува дека ќе повреди личноста, дека физички ќе се пресмета со истата. Мислам дека тогаш е загрижувачко, затоа што, ете пример, јас или било кој да прочита дека некој сака да го истепа или нешто да му направи лошо, да му наштети физички, тогаш веќе може да предизвика некој вид на анксиозност, да се затвориме дома, да не сакаме да одиме на училиште, да не сакаме да излеземе во парк со другарчиња и така натаму. Кога знаеме дека нашата опасност може да биде и физички пресметана. Да. А што треба да се направи ако некој е жртва на сајбербулинг? Најпрво мислам дека е убаво да се разговара со некој близок, дали тоа е родител, старател, другарче, наставник и така натаму. Ако не може тука никако да реагираат повозрасните, сметам дека е правилно да се пријави, затоа што има опции за пријава.
може да се пријави во полиција, има и доста портали кај што може да се пријави, така што дефинитивно да се пријави кога работите стануваат надвор од контрола. Добро. Зошто според вас е важно што треба и што не треба да објавуваме на социјалните мрежи? Затоа што многу лесно луѓето знаат да украдат некоја содржина или некој податок наш и да го злоупотребат. Како например, сметам дека некои лични податоци не било да се споделуваат каде живееме, на која адреса живееме, кој е нашиот телефонски број, не знам, матичен број и такви работи, затоа што луѓето можат дали тој телефонски број после да го искористат да ве вознемируваат доцна навечер, дали ако имате некаде оставена адреса да ве вознемируваат дома и така натаму, или со матичен број некаде да ве пријават и не знам да направат нешто со вашите податоци. Така што сметам дека е многу важно да имаме некоја граница за тоа колку споделуваме онлайн и колку останува за нас и за нашите блиски. Кои се најчестите грешки што младите ги прават денеска при користење на социјалните мрежи? Колку добро прашање. Сметам дека не само младите, ја ќе се кажам млад, иако покрај вас сум малку така повозрасен, сметам дека знаеме некогаш да поминеме цел ден само на телефон и некогаш да се изолираме ептен од останатите луѓе и ептен да се фокусираме на скролање на TikTok, Instagram, YouTube, било што и да гледате. И тоа некако ни ја одзема и креативноста и не ни дава простор за дружба и така натаму. Сметам дека е убаво да се ограничиме, да кажеме, и да најдеме некои работи кои што можат да бидат алтернатива наместо да седиме цел ден на интернет. Како например да играме фудбал, да цртаме, да пееме, да танцуваме со другарчиња и така натаму. Дали сајбербулингот е опасен и какви последици може да остави кај нас луѓето? Сметам дека, ќе го држам. Сметам дека е навистина опасен, затоа што сме имале случаеви каде што млади луѓе престанале да имаат самодоверба и тоа резултирало со некои, како да објаснам, непријатни ситуации каде што личноста го губи својот живот или прави некои работи кои што си наштетуваат на самите себе си, губиме самодоверба, се чувствуваме како да немаме другарчиња или како никој да не сака и како да сме осамени. Така што сметам дека има многу ризици, но истовремено сметам дека многу е важно ние како личности да се фокусираме на самите себе си и да се градиме како личности и да наоѓаме работи кои што нас ни се допаѓаат се со цел да изградиме цврст карактер за тие коментари утре задутре да не допираат до толку многу. Дали вие никогаш како јавна личност сте биле како сте биле жртва на сајбербулинг и како сте се справиле со тоа? Како што спомнав, да, и тоа се случува секој ден, но не можам да се пожалам затоа што јас избрав ова да го правам, јас избрав да снимам видеа на интернетот и сметам дека начинот на кој што јас се справувам е во ред, затоа што јас сепак се опкружив со луѓе, дали се тоа фамилија, другари, другарки и така натаму, кои што знам дека ме сакаат и знам дека се тука за мене во било кој даден момент и кога ми е тешко можам да се потпрам на нив и да ги прашам дали за совет или чисто да некогаш е доволно да поминеш време со некој кој што ти е близок. Ки излезете, ќе одите на сокче, ќе одите, не знам, на кафе, на било што и да е и веднаш се чувствуваш подобро, но настрана тоа се фокусирав на себе си и си кажав, окей, сите овие разни коментари кои што ми ги кажуваат луѓето на интернетот, не значи дека ме дефинираат мене како личност. Јас го сакам ова и ова, јас сметам дека сум добра личност, јас сметам дека може би сум спротивното од тоа што го кажуваат и така се градев самодовербата и се градев себе си како личност. Да, како што кажавте, секој не е опишан од
коментарите, туку е опишано од неговата внатрешност и за на крај дали би можеле да ни дадете еден совет кој би можел некој да го примени што бил жртва на булинг, сайбербулинг и што можеби моментално е жртва на сайбербулинг? Дефинитивно да го направи тоа што еве го спомнав што ми не ми помага, но ако примеќа дека не му помага истиот тој совет, секако е важно да се обрати и кон професионалец, односно психолог или некој кој што може дополнително да помогне, затоа што сепак станува збор за наше ментално здравје и тоа е многу важно. Како што е важно нашето физичко здравје, така е важно и менталното здравје, затоа мораме да се грижиме. А и би кажал дека ако некој примети од страна дека, например, не знам, другар добива сайбербулинг или било каков тип на булинг, важно е да пристапиме ние како споредни ликови тука во приказната и да помогнеме. Дали да застанеме зад личноста, дали да кажеме види, не си ти тоа, не мора да значи дека ако некој коментирал вака дека тоа е дефиниција за тебе. Убаво е да имаме такви луѓе кои што не поддржуваат и нормално и ние да возвратиме со поддршка. Да, луѓето што се околу нас, што не поддржуваат, се многу битни и ние треба да ги сакаме и чуваме со сето наше срце. Ви благодарам. Интернетот може да биде прекрасно место ако го користиме со почит. Секој збор што го пишуваме остава трага. Затоа биди внимателен, биди добар, биди дел од решението, а не од проблемот. Сајбернасилството не завршува кога ќе се исклучи телефонот, завршува кога ќе избереме да бидеме подобри. Сајбернасилството не завршува со исклучен екран. Почнува со тоа што ќе решиме да не молчиме. Пријави, помогни, поддржи, затоа што секој може да направи промена. Како што рече некој мудар човек, кога ќе избереш да бидеш добар онлайн, ти го правиш светот подобро место. Интернетот не е само екрани и профили, тоа сме сите ние, да го направиме безбедно место за сите. Еден момент на невнимание може да чини многу, затоа размисли пред да споделиш, кликнеш или поверуваш.